Единствена Македонија организираше 3-дневна школа за обука на кадри кои што сметаме дека ќе треба да ги спремаме, бидејќи многу наборго Единствена Македонија ќе биде легална власт во Република Македонија. Ова наша школа за обука на кадри се одржува, почна во понеделникот, вторникот и еве денеска среда, третиот ден завршуваме со последното предавање. Школата е под раководство на нашиот гостин од Русија, професорот Леонид Савин, кој што во овие 3 дена ја врши потребната обука на наши кадри кои што ќе треба да одговорат на потребите на новата власт на Единствена Македонија. Ние со оваа школа, ќе продолжи и во иднина, а во овој прв, така да го наречам, 3-дневен циклус, имавме 50 слушатели кои што беа одбрани по однапред утврдени критериуми, така строги критериуми кои што треба да одговорат на задачите кои што ќе бидат потребни во вршењето на функциите кои што ќе произлезат од новата власт. Ние како Единствена Македонија цврсто сме решени да ги промениме состојбите во државата и во таа смисла јавноста знае, ние се залагаме за стратешки сојуз со Русија и членство на Македонија во Евроазијската економска унија. И во таа насока прво што ќе направи новата власт на Единствена Македонија ќе расчисти со сите национални предавници кои што гледате деновиве распродаваат се живо, ги распродаваат националните интереси, така да не имаме сериозна намера да расчистиме со сите национални предавници и што е побитно, наша втора така стратешка цел ќе биде да се направи една ревизија, конфискација на одземеното во овие и да се одземе украденото во овие 27 години, бидејќи ние сите сме сведоци во периодот на криминалната приватизација, според официјални податоци на МВР, во Македонија се украдени некаде околу 5 милиарди тогашни германски марки, а во постприватизацијата некаде од 2006 до 2017 година за време на другата власт на ВМРО-ДПМН, според некои проценки се украдени околу 5 милиарди евра. Тие две партии, ВМРО-ДПМН и СДСМ, за нас се едно исто, тие лажат, крадат, ја уништуваат државата 27 години и разликата е како што гледате дека едните краделе во марки, другите краделе во евра. Ние не ветуваме, туку ние имаме сериозна намера да расчистиме со сите овие работи. Не случајно сега деновиве во Македонија за почеток поделивме проглас во 100.000 примероци во кои што ги кажуваме нашите основни определби, што ние ќе направиме како нова власт, како Единствена Македонија. Ова дотолку повеќе што геополитички околности на Балканот и во регионот доаѓаат, тие се навестуваат, доаѓаат тие промени и во едни такви околности ние како Единствена Македонија внатре ќе знаеме да ги решиме сите потребни работи и Македонија да биде една држава во вистинска смисла на зборот. Тоа не беа конкретни, него тоа се државни функции. Се знае кои се функциите на државата преку државните органи, ние сега луѓето практично таа би била обука како да се води една држава. Бидејќи, како што спомна веќе, тие процеси кои што ние ги навестуваме, тие многу брзо ќе се случат. Новата легална власт на Единствена Македонија доаѓа и ние сакаме да бидеме спремни за тој процес, бидејќи, како што кажав, ова не е некоја работа за припрема во контекст на некои коалиции, него ние како Единствена Македонија го почнеме тој процес храбро, решително и во интерес на народот, да ја промениме сликата во државата и затоа сакаме да почнеме навремено со таа наша обука на нашите кадри кои што ќе бидат спремни да ги преземат државните функции, а кои се тие државни функции, тоа е општо познато. Ние имаме намера да преземеме сериозна задача како нова легална власт. Ние не ветуваме, него ние кажуваме дека ќе ги оствариме нашите заложби. Ако сега Зоран Заев секојдневно кажува дека ќе ја руши оваа држава, дека ќе смени име, дека ќе ствари двојазичност, дека ќе ја редефинира државата, ние кажуваме дека ќе расчистиме со предавниците. Ние не ветуваме, ние ќе расчистиме и затоа сакаме да бидеме спремни и да ја направиме таа обука со нашите кадри за потребните државни функции. А што се однесува околу тој финансиски дел, тука не изискува големи финансии, бидејќи тоа се наши партиски кадри кои што ја слушаат таа обука. Исто така обуката е во контекст на наши пријатели професори од Русија кои што не изискува некои финансиски средства, просториите се наши, така да нема тоа некои големи финансиски изdatоци.